Се претпоставува дека еден од поголемите проблеми на луѓето кои што живеат во Скопје е тоа што Скопје е преизграден, односно дека нема зелени површини и затоа има и поголемо аерозагадување. Но од друга страна никој не се интересира или па премал е бројот на луѓето што размислуваат и на другата страна, односно каде се тука градежните работници во таа приказна, која е цената што тие ја плаќаат за да се изградат тие висококатници, многу често и непотребни. Денес во гласни идеи ќе зборуваме со Иван Пешевски, председател на Синдикатот за градежништво, со кој ќе дискутираме за тоа што се случува позадите равите. Здраво, Иван, добро дојде во гласни идеи. Добро вечер, поздрав до вашата емисија. Да. Ќе го почнам разговорот со еден настан што се случи во Албанија пред неколку години. Имено загинаа неколку градежни работници во така наречени несреќни случаи и луѓето излегоа на протест поради тоа. Вниманието ми го привлече една порака каде што пишуваше кули вика се дигат, ама луѓе паѓаат. Состојбата е многу слична и кај нас, ако се земе во предвид дека пред неколку години мислам дека имаше повеќе несреќни случаи. Па оттаму би сакала да те прашам која е состојбата воопшто на работниците во градежништвото, нивниот работен статус, работните услови, примањата. Ете на генерална слика, да кажеме. Да, темата е многу опширна и ќе ни треба навистина време да ја образложиме, меѓутоа со задоволство ќе пробам да одговорам не само накратко, туку на пошироко на вашето прашање. Градежните работници во Македонија нажалост се на дното и по примање, и по услови за работа, и по смртност при повреди на работното место. За потсетување, минатата година имаше 18 смртни случаи, предминатата имаше 22 и бројката плюс минус е тука. Околу 20 луѓе годишно ни гинат на градилиштата. Тоа значи дека буквално минско поле се градежните работници на своето работно место. Да не зборуваме за повреди на работно место, тие бројки се преку 200 и 300 на годишно ниво, како во градежништвото, така и во индустријата за градежни материјали, и сметам дека многу повеќе треба да се стави акцент на овие работници, многу повеќе треба да се почитуваат како Законот за работни односи, така и Законот за безбедност и здравје при работа. Тука е инспекторатот. Инспекторатот постојано е демек на терен, така да намерно кажувам, затоа што гледаме дека многу од пријавите кои што сме ги имале до Државниот инспекторат за труд не завршиле со казни или со некои построги мерки, туку со опомена кон одредени работодавачи, а навистина според нас тие работодавачи требале да бидат затворени. Она што како Сојуз на синдикати на Македонија и Синдикат за градежништво ќе го предложиме во идниот Закон за безбедност и здравје при работа ќе биде да кај тој работодавач што не се обезбедени сите мерки за здравје и безбедни услови за работа да одговара како обид за убиство. Бидејќи навистина работникот кога ќе отиде, ако не му е задоволено минимумот од тоа што го бара законот, он е, како да кажам, со секоја една секунда на работното место во ризик да падне, се повреди или во најлош случај загине. Да. Платите статистички што ги гледаме можеби и не се реални, бидејќи многу од градежните работници доработуваат на црно и затоа не се виновни, затоа што личниот доход кој што легално треба да го заработат месечно е многу мал. Тоа е цифра околу 30-31.000 како во нискоградба, така и во високоградба. Ние постојано велиме дека да, треба да има градежен бум за да се крени BDP-то и главен двигател во економијата е секторот градежништво кој повлекува уште 25 други гранки, меѓутоа не по цена на живот, туку по цена на профит и за работникот, не само за работодавачот. Градежните работници, за ваше потсетување, само минатата година статистички паднаа под 50.000, односно за една година се оцелиле 12.000 работници. Значи тоа се луѓе што не одат од една во друга компанија, него одат во други земји, одат во Србија, во Црна Гора, во Хрватска, веќе ако има некој проблем со јазични бариери, не оди во високо развиени западноевропски земји, него со минимална и просечна плата не помине и ексју земјите до вчера што беа заедно со нас во една иста држава. Многу проблеми се таложеле низ годините. Ние сега реално сме млади синдикалци во Сојуз на синдикати на Македонија кои што пробуваме да исправиме многу неправди и грешки према овие работници, меѓутоа потсетуваме дека и свесноста кај самите работници треба да се покрене, да не работат во вакви услови како што ги тера дали државата, дали работодавачот, бидејќи во минатото најголем инвеститор беше државата, сите автопатишта што се градат стои позади нив државата и она е таа што треба контролниот механизам и инспекторатот да го пушти постојано на терен за да види дали се спроведуваат законите онакви какви што се.
Јас велам дека законите не се толку лоши доколку се почитуваат во целост. Секогаш може да има подобри измени, подобри закони, но во моментов и тоа што е напишано на хартија не треба да биде мртво слово, туку треба да се почитува како од работниците, така и од работодавачите, а на крајот на денот државата е таа што го спроведува законот преку нејзините инспекции. Последно, како лош пример во градежништвото, беше во центарот на Скопје за едно градилиште каде што повеќе од 2 години пријавувавме дека има непријавени работници и дека такви работодавачи ја подкопуваат лојалната конкуренција кај оние компании кои што навистина почитуваат и колективни договори и закони, ги има, фала Богу, и такви. Меѓутоа, во голем дел имаме многу работници на црно, имаме се уште плата во плик, имаме се уште луѓе што имаат нерегистрирани многу прекувремени часови, се работеше и сабота и недела и секој ден, па благодарение на недела неработен ден, барем тој ден градежниците зема здив. Дали се спроведува тоа? Да, за сега се спроведува, меѓутоа еве многу се упорни работодавачите и буткаат една идеја и иницијатива да повторно недела биде работен ден, зашто жестоко ќе се бориме и верувам дека докажавме дека ниту нивниот профит е опаднат, а на другата страна имаме позадоволни и поодморени работници, бидејќи во овие жешки денови кај некој не ги почитува и препораките на владата, уште па да работи прекувремено или да работи за тие банка сати што потоа ќе ги искористи како одмор, а не како пари. Да потсетиме дека сите работници работат за пари, не за денови одмор. Одморот е уставно загарантирано право и не бегаме ни од тоа, меѓутоа да немаме толку одмор колку што предвидуваат они на сметка на помалку исплатени часови. Се бориме како синдикати за бенефициран стаж за градежните работници, една идеја која што веќе 12 години никако да биде слушната. Секоја власт пред да дојде на власт ветуваше дека градежните работници дадат повеќе од сигурно дека заслужуваат бенефициран стаж и имаат они подобро решение него нашето, но ден денес тоа не го видовме и останаа без бенефициран стаж градежните работници. Меѓутоа како идеја ќе си ја туркаме и понатаму, тоа се луѓе кои што се постојано на надворешни влијани изложени, тоа се луѓе што имаат работни места со висок степен на ризик и со таа цел треба да добијат бенефициран стаж зависно од работното место, меѓутоа тука веќе набројам неколку што се ударни, тоа се фасадери, армирачи, зидари, тесари и така натаму. Да, Тоа се луѓе што буквално ја изградија државата, а сега државата капка по капка им ја пие крвта наместо да ги награди или да проба да ги задржи барем младите кои што во се помал број се определуваат да го работат овој занает, ќе речам, бидејќи условите и цените е далеку помала од тоа што истите може да си го заработат во други земји. Да. Сега додека траеше топлотниот бран, нели имаше препораки од владата за да не се работи меѓу 11 и 17 часот, дали тоа се почитуваше? Во голем дел од работодавачите кај нас што имаме членови во тие компании, да, се почитуваше, меѓутоа ако ги свртиме камерите во други градилишта каде што ќе видиме дека има работници, не се почитува и секој си го толкува законот или мерките и препораките така како што мисли или смета, што до некаде не е грев, затоа што во законот треба да има одредба мора. Тоа што е треба, кај нас не треба и никој не го почитува, доколку има одредба дека мора да се прекине со работа на отворено за повозрасни работници, бремени жени, работници кои работат на отворено и така натаму, ќе биде морално, а вака оставаме простор да секој прав и крив додека не до инспекција. Кај нас инспекцијата која ќе дое, пак ќе повторам, не секогаш излегува во пресрет на работниците, некогаш многу почесто и на работодавачите, и тоа е нешто што треба да се промени во државата, доколку, пак ќе кажам, сакаме да ги задржиме младите кадри, било кој од квалификуван и високо квалификуван кадар кој што заминува и имаме навистина огромен екзодус не само на градежни работници, општо и на други работници, особено од трудоинтензивните дејности. Не сакаат повеќе ни млади ни возрастни работници да работат за оние плати кои што се нудат тука. И тоа е добро што не сакат, бидејќи пак има некој освестување на тоа ниво, бидејќи претходно се прифаќаше работа нели под секакви услови. Сега најверојатно и тоа има врска и со синдикалниот активизам. Па претпоставувам дека навистина кренавме глас последниве години, тоа го докажавме и преку генералниот штрајк кој го имавме на ниво на територија Македонија.
Тоа го покажуваме секојдневно и со борба за потпишување на нови колективни договори. Имаме колективен договор за среќа на работниците и во приватен и во јавен сектор. Секогаш може да биде подобро, тоа е факт, меѓутоа со оние ресурси и сили кои што ги имаме, ние ги добиваме од работниците. Сметам дека во последните неколку години работите се на подобро и претпоставувам и верувам дека во иднина не може да биде веќе полошо од ова, не тоа да дадам некоја светла точка на новата влада дека она ќе направи да биде подобро, него како што кажавте и луѓето се освестуваат и си ја наплатуваат веќе цената на трудот. Ако не државно, барем приватно и си се снаоѓаат. Еве да најдете сега добар мајстор, веќе го нема тој ако не е платен 1000 евра месечно. Точно. Но наспроти овие заложби што се барат од синдикатите, државата, властите, ке кажам, бидејќи и претходната власт исто како и ова, носат закони или прават законски измени на штета на работниците. Така се смена и законот за работни односи, се зголеми работното време на 72 сати. Тоа е скоро дупло 40 сати неделно. Каква порака не дава тука државата со тоа кон работниците? Многу лоша порака даде државата во минатата година, тоа беше исто овој месец јули, веќе помине една година како е на сила, односно неповедувањето на постапка за оценување на уставноста на тој член во Законот за работни односи кој што пробавме заедно како синдикат за градежништво со Сојузот на синдикати на Македонија да го поднесеме до Уставниот суд и нажалост не се произнесува дека тука нешто е неуставно и покрај тоа што цела Европа и цел свет кажуваше дека не е нормално да некој работи редовно повеќе од 40 часа неделно. Кога Западна Европа и нашите луѓе што се таму одат на 4-дневна работна недела или на 35 часовна работна недела како што баравме и ние како Сојуз на синдикати на Македонија, некој предвиде дека за стратешки партнер кој ќе биде од национален интерес треба да се работи по 72 часа. Тоа, видете, лошо звучи, но ние кога го прерачунавме, излегува дека математиката е таа. Со минимум одмор дневен од 12 часа, луѓето редовно ќе требаше да работат по толку. Дали за среќа или несреќа, луѓето не верувам дека на терен толку работат, барем нема до нас такви пријави. И тоа некако се затаи, можеби поради промената на власт или поради тоа што не ни почна да се градат коридорите 8 и 10D, така да ќе видиме во иднина и новата власт дали ќе направи брзи измени да врати нешто по старо, бидејќи за подсетување закон за работни односи 7 години го преговараме, а овие брзи измени беа од денес за утре пуштени во парламент, со европско знаменце, 5 закони во пакет беа поминати, ја минувани од претседателот на држава во тоа време и навистина беше и срамота и гревота да се коментира тоа на штета на работниците што се направи во тој момент. Меѓутоа, има време оваа влада да поправи такви некои грешки, има време да ги награди работниците и домашните компании да оние земат сделката и работата ако сакаме да ја градиме домашната економија, не толкави басоносни суми пари да се даваат на странски компании и странски инвеститори, излегува дека ние немаме капацитет нешто да направиме, истава држава и претходно години надвор одела да работи, и надвор правела и автопатишта и мостови и сето тоа да не може да го направи во сопствената земја. Меѓутоа треба само мотив, треба да се остават парите тука и да се даде една финансиска инекција во приватниот сектор на домашните компании, а не на странските. Бидејќи ако тие милиарди и не знам колку милиони се обезбедеа на наши компании, верувајте дека и нашите ќе си ја завршеа работата и ќе ги задржевме тие работници што ги имаме за плати, како што ќе зимаат и луѓето од другите земји на тие проекти. А ако се тешиме дека од третиот свет земји ќе увеземе работна сила и дека некој од Непал, Индија или Пакистан ќе работи за 500 евра 72 часа, навистина се лажеме и тоа е една глупа идеја или апсурд да веруваме дека такво нешто може да се случи. А има работници од Непал конкретно? Неколку ќе кажам. Тоа не се ни илјадници, него има, да, стигнато во одредени сектори работници од Непал, меѓутоа во консултации со тие работодавачи ќе видите дека и они не се задоволни од тие работници, имајќи во предвид дека тоа е друга култура, друг начин на кој работеле таму и кога ќе си го видат приходот првиот месец, ние сме само попатна станица да заменат во друга земја и да не останат во Македонија. А нивните работни услови дали се полоши од на нашите работници? Или видете се, нашите немате информација? Имаме, постојано сме на терен, ги гледаме условите. Например, турски работници или други работници живеат ќе кажам техничко-инженерски кадар приватно во станови каде што не ги гледаме, меѓутоа оние контејнери што се градат по градилиштата каде што живеат луѓето, тоа се услови каде што ни животни не би требало да живеат, а не луѓе.
Така што во тие услови и тие плати, па ќе кажам, нема да останат Значи, ни ги користат само како ефтина работна сила, да, всушност. меѓутоа веќе и светот е освестен да нема толку ефтина работна сила. И тој од таму може има пониска плата, дошол во Македонија да работи и да заработи, а не да преживува затоа што согласно потоците на нашата синдикална потрошувачка кошничка, без разлика од која земја си кој ќе доеш тука, ќе видиш дека 1000 евра ти треба за живот, а не 500. И ќе сватиш дека не можеш ни еден месец да издржиш, а не повеќе, или па да работиш екстремно на автопатишти и на такви проекти кои што се навистина големи и трајат. Кога сме веќе кај платите што ги спомена, во шумарството работниците немаа добиено плата 2 месеци, вие имавте протест. 3 Да. веќе, значи имавте протест во Веќе 3 април после 15 месец. јули, нажалост, работниците во најголемото јавно предпријатие Национални шуми, 1800, така мислам да да, кажам. со последните примања се 1800 вкупно на број, немаат трет месец плата и Това значи да дека и биде... здравствено осигурување да, немаат. трагедијата поголема, тоа ќе се надополнев. Побитно е што немаат здравствено осигурување. Тука државата итно мора да најде за сходно средства, бидејќи изминативе денови имаме такви огромни пожари каде што ги тераме луѓето да одат на гасење пожари, а немаат прво лична заштитна опрема, второ лично здравствено осигурување, плата како да отидат на тој терен, и тоа е една ситуација во која што до следната недела јас давам рок лично. Ако не се поправи нештото, треба навистина со шатори повторно да спиеме пред влада, бидејќи тие луѓе не се на цедило, него не се на нула, се не знам колку испод нулата со статусот во 21 век. Пред 60 години луѓето се каче на месечината, ние немаме во 21 век здравствено осигурување за работници кои што работат таму и по 20 и повеќе години. И тоа не може да бараме повеќе од нив или да бараме продуктивност кога они немаат основни услови за работа. А која е причината зашто, мислам, што кажува државата зашто нема плати? Државата никогаш не кажува точно за било кое јавно предпријатие. Во иста криза беа и водостопанство, и пошта, и железници, и колска и така натаму. Јас само едно ќе кажам, ако државата знае да посочи со прст кон приватниот сектор и секојдневно таму некој, ако не исплати еден ден плата после 15 го казнува или да плаќа камати, тогаш треба ние како народ секогаш да ја казнуваме државата кога ќе се случи ваков проблем. Нема оправдување за мене како претседател на синдикатот и позади тие луѓе што стојам да кажат било што зашто нема пари. Ако се власт и дошле на власт за да ја водат државата, треба да знаат во каква ситуација се предпријатието и они се работодавачи во тие предпријатија. Дали се вработени или нешто друго недостасува, они се тие што треба да си го изменаџираат тоа. А не работниците веќе се доведени во ситуација да они бараат решенија и начини како да излезат од калта во која паднало предпријатието. Навистина е тоа еден апсурд и многу жалосно да луѓето сами пробуваат да си ги спасат компаниите и предпријатијата, а државата да крева раменици и да нема излез. Доколку се почитуваше во минатото социјалниот диалог и не прашуваа нас како представници на работниците и самите работници, да, можеме да помогнеме. Ние не сме луѓе што излегуваме на телевизија да критикуваме, секогаш имаме и начини како да се надминат проблемите, меѓутоа многу пати не слушале, од една страна не демантираат на тоа што го кажуваме, велат вистина, од друга страна не почитуваат до крај во социјалниот диалог и прават работи кои што не се договорени ни на економско-социјален совет, ни во колективниот договор во тие предпријатија или компании. И после кога ќе излезат проблемите на површина, кога нема веќе каде да се кријат, сега доаѓате да помагаме. Што да помагаме? Да работиме без пари или да гасиме пожари во тие услови? Извинете, не можат веќе луѓето, тоа е тоа. Точно, а колку ќе следните чекори ако еве не се направи ништо во 1800 работници? Не може ништо да не се бројка. направи. Еве владата е веќе освестена половично да кажам, затоа што обеќаше некои 300 милиони денари кои што треба да ги покријат загубите и на национални шуми на водостопанство, за да не дое до колапс на државата, да нема кој да снабди вода или да нема кој да снабди дрва и да гаси пожари, така што ќе си најдат најверојатно средства од кредит кои што средства нажалост потоа повторно ние како граѓани и како вработени ги враќаме преку нашите придонеси и даноци, меѓутоа нема друг излез од кризата освен да се даде една таква финансиска инекција во предпријатието за да продолжат со работа и да докажат дека со пари се може и дека повторно ќе ги вратат тие пари. Меѓутоа, па државата не треба да заборави на овие моменти во кои што се сега работниците и да ги награди барем со договори на цела година, не да се водат сезонски работници, па 10 месеци одредени луѓе работат, а 2 месеци немаат ништо од државата, па повторно се на конкурси и така натаму. А кој е нивниот статус во тој случај? Значи тие се ангажираат само ништо, на да. 10
месеци. Да. Немаат ништо, голем дел од работниците во шумарството немаат никаков статус, може 2 може и 4 месеци да биде тоа зимскиот период, меѓутоа ние потсетуваме што значи дека тоа? не сме мечки што може да хибернираме во зимскиот период, туку бараме работа постојано во текот на целата година. И ако изработиме повеќе во летниот период, обезбедиме средства, треба да бидеме наградени барем со основна плата и здравствено пензиско осигурување и во зимскиот период. Тоа е тоа што ќе го бараме и во колективен договор, тоа е тоа што ќе го бараме и при вработување на тие луѓе да не се водат сезонски работници, туку да бидат пријавени на неопределено време цела година. За многумина и градежните работници се сезонски, меѓутоа кога видоа дека ги нема, кога ќе им треба на некој работодавач или државата во сезоната, остануваат цела година на работа и голем дел од луѓето и затоа веќе не одат во други држави на сезонска работа, туку остануваат цела година. Бидејќи е покриено тука, да. Да, проблем што допрва државата ќе го има доколку дозволи таков екзодус на работници, не проба на било каков начин да ги формализира тие вработувања, да ги плати соодветно и потоа да ја очекува продуктивност, а не да бараме ние продуктивност од човек што влегол на работа за 22.500 денари. Точно. Во однос на синдикалното организирање, која е состојбата во овие сектори каде што сте вие активни? Во градежништвото, индустријата за градежни материјали и шумарството сме единствен репрезентативен синдикат за сега. Докажавме бројка и имаме членови во најголемото јавно предпријатие, имаме членови во сите национални паркови, имаме во скоро сите мултинационални компании кои што се од дејност индустрија за градежни материјали, како и големите градежни компании. Ние од членството сме задоволни, како и Сојузот на синдикати на Македонија, единствено што бараме е да бидат и они погласни во своите идеи и во своите делувања, меѓутоа секогаш може подобро, секогаш бараме и нови компании, нови предпријатија кои што досега не биле синдикално организирани и се надевам дека Сојузот на синдикати на Македонија и во иднина ќе биде единствен репрезентативен синдикат и покрај тоа што стоиме братски отворени со соработка према останатите синдикати, кога се во прашање протести, не само 1 мај, туку и генерални штрајкови кога правиме и така натаму, и се надевам дека сплотени ќе го заживееме повторно начелото на солидарност и ќе бидеме единствени на улица кога ќе има некој работник проблем. Не работници, еден работник да има проблем, треба да сме сите солидарни на улица со него. Точно, баш ме интересира како пристапувате на работниците или дали тие пристапуваат на синдикатот или вие како синдикат имате некои активности за активности имаме постојано на терен, правиме отворени средби со сите работници, како по градилиштата и по компаниите, бараме прием да дојдеме до работниците, бидејќи во приватниот сектор е навистина тешко да ја поминеш капијата и да се како да кажам, презентираш пред луѓето кои си и што си, меѓутоа има и луѓе што јавно гледале дали е тоа пишан текст или интервју и сами се обраќаат во синдикатот, што уште повеќе не радува. И имаме многу нови такви синдикални организации и во нашиот синдикат, меѓутоа и во останатите 19 грански синдикати при ССМ и постојано имаме нови што дава надеж дека бројката на синдикално организирање ќе расте и ќе биде погласен работникот во блиска иднина да може да си ги каже своите ставови, проблеми, како и изнаоѓање решенија за надминување на тие проблеми. Големи се очекувањата реално после сето тоа што го видоа работниците, меѓутоа исправени сме пред извикот, барем тие луѓе што сме во Сојуз на синдикати на Македонија, ќе ги споменам и братските синдикати како СОМИ, останати да направиме на вистина работникот биде достоинствен, да го вратиме образот на работникот како што било тоа во некое минато време и тоа не е на вистина ништо тешко или невозможно, затоа што единствено работникот стои во државата позади студенти, позади пензионери и доколку ги нема, нити студентите ќе бидат во тој статус, нити пензионерите ќе имаат обезбедено пензија доколку преку продуктивноста на работниците не се обезбедат пари. Многу одамна требале представници на власта според мене да стават прст на чело за овие проблеми, меѓутоа еве да се надеваме дека ќе се освести некој и ќе го слушне гласот на работникот и ќе пристапи на начин да го надмине тој проблем, затоа што, пак ќе кажам, тој проблем не кошта милиони, ако можеме да слушаме дека 50 километри автопат е 500 милиони, не се работи дека не ги разбираме парите, тогаш најдете ги тие пари да ги платите работниците, да останат и да го градат BDP-то на нашата држава, а не да градат туѓи економии. За крај би те прашала перспективите кои се според тебе на синдикалното организирање во Македонија? Видете, перспективите да не се навраќам, апелирам што повеќе работници кои не се синдикално организирани да ги побараат од својата дејност синдикатите во Сојуз на синдикати на Македонија,
Имаме индивидуално членување каде што нема услови за формирање на синдикална организација, меѓутоа јачината е во единството и апелирам да имаме што повеќе нови синдикални организации во смисла да имаме повеќе организирани работници кои што ќе кренат глас и кои што ќе сакаат да бидат дел од тој социјален диалог. Пак ќе кажам, освен јак синдикат и силна синдикална организација во некоја предпријатие или компанија од приватниот сектор, не може да очекуваме дека работите ќе тргнат на подобро. Останува да се солидаризираме, да се обединиме како работници, ако сакаме да се слушне нашиот глас и да се реагира по однос на нашите проблеми. Друг спас ќе нема на работникот во Македонија, нажалост, тоа морам да го кажам, и доколку не се освестиме и не си се избориме за своите права преку тој колектив, индивидуално нема да направиме ништо, бидејќи како што ги гледам овие тупаници, верувајте дека тоа е тоа што може да се избори, да не кажам да ги бутне работодавачите или државата, социјални партнери се, но да се избори за својот статус во тоа општество и да си направи подобро место за живење дома, а не надвор. Ти благодарам, Иван, за разговорот. Ви благодарам и вас на поканата. Почитувани гледачи, за повеќе емисии следете на YouTube каналот Глас на идеи.